Во текот на седмицава се случија некои радикални настани во апокалипсата која што ја живееме целата оваа деценија, почнувајќи со ковидот, сега веќе пред 6 години. Именно мнозина се занимава со новото чудовиште кое што го формира вториот звер, а тоа е конкретно председателот Трамп, така наречениот Мировен совет, една нова меѓународна организација која што треба да ја замени, да ги замени Обединетите нации како истрошена и денес непотребна организација. Да ве потсетам што беше единствената потреба за Обединетите нации да бидат формирани средината, за да го прогласи Израел како држава, точно. Сега тоа веќе не е потребно и со новиот Мировен совет интересно е што нашиве тука плитки новинари, како да речем, се занимава со фактот зашто Македонија не била поканета во Мировниот совет на Трамп. Знаете, уште да не ширам многу приказно, на времето се поставуваше прашање па зашто ние не аплицираме за членство во така наречената Евроазиска унија и така натаму. Што мора да се бутаме во Европска унија кога таму не сакаат. И одговорот секојаш беше, а каде те сакаат? Значи, пошто си ти битен, што можеш ти да придонесеш за да те примат во некоја меѓународна организација? Што корист имаат они од тебе, со други зборови? Значи, сега вториот звер формира организација, не кај што ќе членуваат сите, значи, сите Сари и сите Мари, значи, сите земји, како во Обединетите нации. Не, значи, на зверот сега не му требаат такви театарски представи, каде што Божем сите народи се рамноправни меѓу себе, туку едноставно сака нова организација која што се заснива на сила, нема меѓународно право, нема никакви начела на правда, на не знам што, само сила и интерес, и ако си силен, економски, воено, секако, тогаш си поканет. Интересно е што меѓу првите се одзва белорускиот председател да влезе во тој совет. А погодете кого Трамп го покани меѓу првите да влезе. Многу помала земја од Република Македонија. Како? Не знам за него. Ја покани најмалата по територија земја во светот. Ватикан, да. И сега нека се запрашаат македонскиве новинарчиња зашто Ватикан е битен, а Република Македонија не е. Ние знаеме. Вториот звер го поканил првиот звер. А сега и првиот и вториот звер се од иста националност.
Брат Данило пак неделава ми испрати нешто што ја го немав видено пред тоа. Аз си сметам дека сакам ли тоа треба да се сподели. Имено тоа беше едно сообщение, една информација објавена од Северноамериканската дивизија, според која така наречената Heritage фондација во Соединетите Американски држави предложила јавно, што предложила? Неделата да се прогласи за како точно беше, за општ, мислам дека беше општ ден за одмор или заеднички ден за одмор. Не се сеќам како точно гласеше. Да, но тоа се кажуваше во образложението на предлогот, значи потребата, зашто е потребно таков ден. Јас ме интересираше само како гласеше конкретно формалниот наслов, како гласеше конкретно. Го подзаборев. Значи, замислете, универзален тој беше, да. Универзален ден за одмор. Знаете ли што значи тоа? Неделата да биде ден за одмор на целиот универзум. На целиот свет, конкретно. Замислите, ова е само предлог, значи се уште не почнал Американскиот конгрес, се уште не е влезено во процедура да се расправа во законодавните тела на вториот звер. Но, замислете, ево го кажувам и пред сите наши гледачи, во какво време живееме. Во целата адвентна историја, само еднаш во 1889 година, не случајно, една година после Минеаполис, во Американскиот конгрес на предлог на тогашниот сенатор Блер беше дискутирано за неделниот закон и потребата неделата да биде прогласена за национален ден на одмор за целата територија на Соединетите Американски држави. Генералната конференција и тогаш реагираше и никој друг, туку еден од двајцата проповедници на Минеаполиската конференција, имено пасторот Алонзо Джонс, во функција на директор на одделението за верска слобода, кај Генерална конференција, самиот имаше, значи се противеше на донесувањето на таков закон и имаше одржано говор во Конгресот, значи во парламентот на Соединетите Американски држави, после кој тој закон, тој предлог на сенаторот Блер беше одбиен. Замислете, од тогаш, 1889 година, прв пат денес, 2026, повторно во Америка, неделата влегува во политичката дискусија, политичкиот дискурс. Се уште не е во парламентарна процедура. Дали Господ ќе закочи малце повеќе тука или сега Трампот како што се заселил како некој бик пред да се втрча во црвеното знаме. Дали сега во овој бран Господ ќе дозволи да се случат сите завршни настани, времето ќе покаже. Но за мене ова е судбоносно
Значи, веќе длабоко навлеговме во втората половина од апокалиптичната деценија. После фанарската унија пред 2 месеци, после сите предходни случувања од ковидот наваму, еве првпат се споменува неделниот закон. И знаете која беше Heritage фондацијата што го предлага? Сеќавате Андреј Рошану, 24 година во мај, сите проповеди тогашни за неделниот закон доаѓа и беше насловот на една, мислам дека таа беше најдолгата. Уште тогаш беше кажувано, видите како ние однапред знаевме дека Трамп ќе се врати на власт. И дури ако постоеше малку несигурност дали стварно ќе се врати, дали нема да се врати, тогаш кога му го звекна ушето, тогаш па стана уште посигурно дека стварно ќе се врати на власт. Какви избори, какви демократии, многу работи однапред се планираат, однапред се местат коцките и однапред сето тоа се спроведува. Веќе живееме во време кога во Америка, а таму е битното, неделниот закон е пророштво кое што се однесува само за Соединетите Американски држави. Не ништо ново што ние имаме неделен закон. Или во католичките земји, или во Словенија, или Германија, или не знам каде. И кај грците во Европа секојаш имала неделни закони. Тоа не е тоа. Ако нешто во Европа се случува на поле на неделата, на таа тема, тоа не е пророштвото за неделен закон. Пророштвото за неделен закон се однесува само на Конгресот на Соединетите Американски држави. Тоа е пророштвото. Реков, Господ ќе покаже дали ќе го закочи пак овој процес или овој пат ќе дозволи све да тече до крајот. Дали ова апокалиптична деценија навистина ќе заврши со библиската апокалипса? Дали навистина живееме во последните години од овој свет? Господ нека ни помогне за нас и нашите ближни да се подготвиме. Сето тоа до сега беше проба. Ковидот, например, беше проба. Јас го нареков ковидот генерална проба, уште пред 4 години, генерална проба на жигот на зверот. Тие вакцини не беа жигот на зверот, што и однапред предупредувавме дека не се, но дека беа генерална проба, беа. Сега доаѓа вистинскиот испит. Значи, пробата помина, после пробата следи вистинскиот испит. Жигот на зверот. Адвентизмот, жигот на зверот, од секојаш го поврзувал со американскиот неделен закон. И веќе во американската политичка јавност официјално е предложено. Пророштвата се исполнуваат пред наши очи. Дали 2030 година сега ви изгледа блиска или се уште далеко? Дали крајот изгледа поблизок од неја? Како што зборував често пати и во минатото, ние не се занимаваме со години и датуми. Да видиме. Знаете, имаше едно YouTube пророштво од изминативе години, според кое
2027 година нема да има луѓе на планетава. Имаше и такво. Ајде да видиме 2027 дали ги снема луѓето од планета. Имаш секакви работи на интернет. Но Господ ти дал мозок. Зашто да правиш со него? Не да го предадеш мозокот на омилен медиум, значи Телма или Сител, или овој или оној канал на интернет, они да го пасат, туку ти да го користиш и да размислуваш, да испитуваш, да истражуваш. И сето тоа со молитва и Божие водство, да разбираш од напред. Како што и брат Андреј и ние од напред знаеме, месеци од напред знаеме, дека Трамп ќе се врати на власт. Од кај знаевме? Од авион се гледаше. Кога ја читаш Библијата, кога ја проучуваш Библијата, Господ ти го отвора умот да разбираш од напред многу работи. Сега ова не е толку битно, кој ќе биде на власт, како што пред 10 години од авион се гледаше. Јас се чудам денешнава младина колку мозок имаат. Од авион се гледаше дека Ција сакаше да го бутне Груевски, за да го донесе оној, само со една цел, да се смени името на оваа држава. Од авион се гледаше дека тоа е целта на сите тие шарени револуции, демонстрации и глупости. Какви реформи, какви бакраци, колку луѓето се денес лесно подложни на манипулација, тоа е страшно нешто. Јас да денес, овие денови, гледав една грчка анализа, беше направена анкета, едно истражување во Грција, според која во Грција денешни тинејџери, значи, отприлика 14-15 годишна возраст, немаат, значи, деца што се родени, така наречената Z генерација, што се пораснати само со интернет, немаат никаква критичка свест. Значи, ништо критички не расудуваат. Значи, расудување нула. Толку е страшна, толку е, значи, ако светот се раѓаат нови и нови генерации, ако се продолжува времето, значи ти буквално, гјаволите чекаат буквално да стаса некоја генерација луѓе, кои што бидат дебили, апсолутни дебили 100%, значи говеда, крдо, како што ги нарече СЗО, за манипулација. Господ да не брани и да не чува. Но, слава на Бога што живееме во последните години од овој свет. Јас би сакал денес да го завршиме делот што остана недовршен минатата сабота од Судии 13 глава, кога зборувајќи за Маној и неговата сопруга, родителите на Самсона, застанавме таму каде што рековме Маној, откако го слушнал искуството што го имала жена му со мистериозниот посетител, наречен Ангел Господов, нешто слично како со Гедеон. Гедеон имал средба со кого во 6 глава? Гледајте ја таа проповед од октомври, да се подсетите. Да отвориме уште еднаш во Суди 13 глава. Маној побара, па сега јас уште ја неам отворено, да видиме кај застанавме. Точно.
Да, ние застанавме тука некаде. Значи, кај 8 стих рековме, и Маној му се помоли на Господа и рече, Господи, нека дојде пак кај нас човекот Божи што си го испратил. 8 сега го повторувам. И нека не научи како да постапиме со детето што ќе се роди. Значи, да повторам две важни мисли од минатата сабота. Онаа што последна ја кажав, а ја прогласив за прва по важност. Секое дете да го сметаме за исто толку драгоцен дар Божи, како и овие специјални случаи кои што Господ однапред ги најавувал пророчки до нивните родители. Значи, исто како Самсон, како Јован Крстител, како самиот Божји син, како... Значи, секој дете, кога секој родител кон своите деца би се однесувал како Дева Марија со Исус, како Маној и жена му со Самсон, како Елисавета и Захарија со Јован, како Ана и Елкана со Самуил, тогаш навистина би имале какви деца. Би имале Божии синови и керки од секое дете во нашите семејства. А претходната мисла, која што ја нагласував, лекција, е дека кога Господ, кога и ние се молиме за нешто што го немаме, а не можеме да го добиеме по природен пат, со човечки сили и напори. И ако Господ реши да не вослеши и да ни го даде тоа што го бараме, дете ли, здравие ли, нешто што не можеме ние човечки да го имаме и да го добиеме, или да го повратиме, ако сме го изгубиле. Ако Господ реши да не вослиши, тогаш тој тоа го прави со специјална намена и специјална... Значи, треба да очекуваме дека Господ тоа, ако го направи, ќе го направи за специјална цел. И треба однапред да ја разбираме таа специјална цел и однапред да се подготвиме да живееме така. Затоа што, ако само очекуваме Господ да не вослиши, за да ние се живееме како порано, за да се вратиме на старото, тогаш сме ја промашиле. Сме ја промашиле целта. Господ секојаш сака да гледаме напред, не назад. Назад, тоа што било назад е битно, за да ги учиме лекциите од минатото, како и од библискава историја. Значи, да не заборавиме како Господ не водел во минатото, но не треба да копнееме, да се враќаме во минатото. Или во некакви минати состојби, или во така наречените стари добри времиња, кои никогаш не постоеле од падот на Адама и Ева. Кои стари добри времиња. Туку секојаш да гледаме напред. Сега, 9 стих. Бог ја слушна или ја вослеши молитвата на Маној и ангелот Божи, значи тука се кажува конкретно, како и во 3 стих, на Манојца и се јави ангел Господов, велеше 3 стих. А сега, откако Маној се помоли за повторна посета, Бог ја слушна молитвата на Маној и ангелот Божи е сега наречен, пак дојде кај жената, кога таа беше во полето. Ете, пак кај жената доаѓа. Зошто кај жената? Рајме, што мислиш? Зошто кај жената доаѓа ангелот? Што не отиде овој пат кај Маној, ај бев кај жената првиот пат. Сега
Сега Маној бара, ај кај Маној да отидам сега, кај таткото. Ангелот Божи повторно се јавува кај жената, кога таа беше во полето, а Маној, мажот нејзин, не беше со неја. Ја не велам дека таткото не е битен за воспитување и растење и одгледување на деца. Меѓутоа, во овој случај, значи, проречениот Назиреј, уште од зачеток, жената зашто е побитна? Мајката, зашто е побитна мајката? Од очигледни причини. Значи, не е битно Маној дали ќе јаде грози или не. Не е битно Маној дали ќе пие пиво или не. Не е битно Маној дали ќе пуши или не. Така, нема Маној да го носи детето 9 месеци. Туку сите тие инструкции, овој што е наречен ангел, а сега ќе видиме кој е тој, и ги дал на жената. И повторно на жената и се јавува. 10 стих. Жената во тој момент потрча и му јави на мажот свој и му рече: ете ми се јави човекот кој порано дојде кај мене. Што ви кажува ова, кога Маној се помоли: Господи, испрати го пак оној човекот? Или сега жената вика: еве пак ми се јави човекот. Што ви кажува? Оној што се јавил, како изгледал? Како човек. Значи, тој што се јавил, испратен од Бога, тој изгледал како човек. А дали бил човек? Не. Беки, зборот ангел не ти кажува кој е овој. Значи, за разлика од плитките јеховени сведоци, значи, зборот ангел или еврејскиот збор малак значи пратеник, а грчкиот збор ангел значи вестник. Значи, тој што ја носи веста, тој носи порак. Значи, пред да постои печатот, пред 15 век, немало, не само што немало електронски, немало ниту печатени медиуми, ни вестник, ништо тоа немало. Како луѓето учеле со векови пред тоа? Како учеле вест, како добивале вести од поблиску или од подалеку? Од така наречени гласници. Имало луѓе што биле праќани во град, во село, во област, кај овој, кај оној, да носат вести. Тоа било нивната работа. Единаести стих. Маној стана и тргна со жена си. И дојде кај овој човек. Повторно човек, зашто човек беше така изгледал. Изгледал како човек. На изглед бил како човек. И тие не можели да знаат што е. И му рече: ти ли си човекот што говорил со оваа жена? Сега Маној прашува. Видите, дали и Маној до тука, до овој момент, дали и Маној можел да знае кој е овој посетител? Не. Дори може да си предпоставиме зашто па му поставува прашање дали си ти оној што првиот пат и се јавил на жената. По случајно може би сака да провери дали е некој нов тип. Некој што се мува околу жена му. Што мислите, зарем Маној не би си помислил и такво нешто? Многу природно е да си помислил и такво нешто. 12 стих. Значи, сега човекот, под наводници, рече јас сум. И рече Маној: и така, нека се исполни зборот твој, но како да постапуваме со тоа дете и што да правиме со него? И повторно Маној сега ја поставува ова исто барање, како да не му е доволно тоа што
жена му го добила како инструкции на почеток, првиот пат. Рековме, Господ не му се налутил на Маној, што барал повторна посета, што барал поподробни и понатамошни инструкции. Господ ја почитува таа понизност, тоа чувство на одговорност, тој страх Божие кој што го обзел Маноја, да сака и да бара понатамошни, да се чувствува безпомошен и да бара понатамошна инструкција, да чувствува зависноста од Бога за ова толку големо, важно и одговорно дело што им предстои. Но, сега ќе видиме дали ангелот Господов, што значи вестникот Господов, дали му кажал некои по-подробни инструкции и совети или не. Само го повторил она што прв пат било соопштено. 13 стих. Ангелот Господов му кажа на Маној: нека се чува од сето она за кое и го... Значи, ова се однесува на Самсон, нека се чува тој, значи, детето откако ќе се роди. Нека се чува тој од сето она за што и говорев на жената, што требало и жената да се чува. Од што? Не пи вино и друг алкохолен пијалок и не јаде ништо нечисто. Така прочитахме во 4 стих. Кога првиот пат неизе и се јавил. Сега, и за детето што ќе се роди, нека се чува тој од се она за кое и говорев на жената. Нека не јаде ништо од она што лозата го раѓа, еве малку поподробно. Нека не пие вино и друг алкохолен пијалок, да не јаде ништо нечисто и да внимава на се што и заповедав. Значи, во суштина нема ништо ново, бидејќи и првиот пат беше речено дека бебето што ќе го роди жената ќе биде назиреј Божи уште од мајчината утроба. А веќе се знаело за назиреите, се знаело што требало, што не требало и зашто и ние посебно проучувавме. 15 стих. А Маној му рече на ангелот Господов, во превод на вестникот, гласникот Господов: дозволи ми да те задржам, додека да сготвиме јаре. Маној сака да покаже сега гостопремство за ваква голема чест, иако и страшно голема одговорност, која што Господ им ја доделил. Сосема неочекувано. Ете, некојаш Господ може сосема неочекувано, ти си мислиш дека си обичен човек или обична жена, а сосема неочекувано Господ тебе да те избере за некоја посебна цел. И тоа нема да те чуди, да не те чуди. Господ од секојаш така постапувал со својот народ. Можел Господ да избере и избрал обичен говедар, што бил Саул пред тоа, и го направил цар. Што бил Давид пред тоа? Овчарче. Че Господ не барал синовите на проповедниците, синовите на кнезовите, не ги барал класата луѓе, од нив да бира, не. Господ сакал овчарче, говедарот, цар. А штом цар, тоа значи сите други и дрмр, него да го слушате. Него ќе му се покоруват. Нему ќе му плакате данок. И сето друго. Сега, значи, гостопремството, како и што читавме за Гедеон, и Маној сака да го укаже на Божиот гласник.
и го моли да остане малку повеќе, малку подолго, додека му сготват јаре. 16 стих. Ангелот Господов му рече на Маној: и да ме задржиш, јас нема да јадам твој леб. Ако пак сакаш да му принесеш жртва на Господ, принеси му. Со други зборови, Гостинот вели, ти ако сакаш заколи јаре, но да знаеш дека ја нема да го јадам. Значи, да не очекуваш дека ја ќе јадам од тоа. Очигледно Маној цело време мисли дека има работа со човек. Дори не со некој вонземјанин, туку со човек. Некој пророк, да речеме. Што Господ го подигнал и го пратил да им ја соопшти таа вест. Но ангелот му вели, значи, ја нема да јадам да знаеш, но да не биде за џабе, принеси ја таа жртва на Господа. Значи, направи го тоа, ама принеси ја на Господа, значи на Господа да му ја искажеш благодарноста што си сакал да ми ја искажеш и честа да ми ја укажеш на мене. 17 стих. Односно, крајот на 60 вели, Маној не знаеше дека е тоа ангел Господов. Еве го, оно што го кажа. Маној мисли дека има работа со човек. 17 стих. Маној пак го праша ангелот Господов: како ти е името, за да те прославам, кога ќе се исполни зборот твој? Ангелот Господов му одговори: зошто прашуваш за името мое? Тоа е чудно. Што значи ова? Ангелот одбива да му каже како се вика. Одбива да му го каже името, велејќи дека тоа е чудно. Може би тука македонскиот превод. Како вели Константинов? Так. Суштината, оно што ангелот го кажал, е дека името е нешто посебно, свето. Нешто за чудење во смисол за восхитување. Да. Значи, ова веќе имало преседан. Кога некој Божи гласник одбива да го каже името, велејќи дека е тоа чудно, восхитувачко, таинствено, мистериозно, свето, тогаш кој бил тој ангел? Кој бил тој што се борел со Јакова? Тоа бил никој друг, туку Божиот син. И сега Јеховиниот сведок чита, ама тука пишува дека тоа бил ангел. Што значи ангел? Ти објаснивме. Ангел значи вестник, гласник, ништо друго не значи. Пратеник. Не ти кажува дали има месо, коски, крв. Да не споменувам други органи. Црева. Тоа не ти кажува што природа е тоа битие. Или какво битие. Затоа и Библијата не противречи кога вели Маној не знаеше дека овој бил ангел. Сега ќе видиме кој е тој ангел. 19 стих. И го зеде Маној јарето и лебниот принос и му ги принесе на Господ врз камен. И тој изврши чудо кое го видува Маној и неговата жена. Кој е чудо? Кога почна пламенот да се издига од жртвеникот кон небото, што се случило? Ангелот Господов се издигна во жртвениот пламен. Значи, оно што Маној го мислил за човек, за некој човек, филјан човек, тој влегува во огнот, врз жртвата, јарето,
паленицата и со се пламенот, со се огнот исчезнува нагоре кон небото. Како Маној го сватил и го протолкувал овој многу чуден, страшно чуден настан? Откако го виде тоа, Маној го видоа двајцата, Маној и жената негова паднаа ничком на земјата. И ангелот Господов стана невидлив за Маној и жената негова. Тогаш Маној дозна дека тоа беше ангел Господов. Значи, дури тогаш сватил дека немал работа со обичен човек. Меѓутоа, што значи ова дека бил ангел Господов? Што значи ова? Дека бил создадено суштество. Дека овој е некој создаден. Херувим, например, Серафим, или нешто, бил каков воземјанин. Не мора да значи, затоа што ангел значи само што? Весник или гласник. Ти не можеш да знаеш каква природа е тој. Или што е тој по природа. Тоа не можеш да го знаеш. Зборот ангел тоа не ти го открива. Но како Маној сватил? Овде стихот вели, тогаш Маној дозна дека тоа беше ангел Господов. Но што на вистина сватил? 22 стих. И рече Маној на жената своја, без друго ќе умреме. Зошто? Бидејќи го видовме кого? Бога. Значи, како Маној протолкувал кој бил нивниот таинствен гостин? Лично Господ бил. Не некој создаден ангел. Зошто Маној тоа така го сватил? Дали може би Маној помислил на историјата на Јакова? Може би, не знам. Го видовме Бога, вели, и без друго ќе умреме, бидејќи го видовме Бога. Господ никада не рекол, ако некој од вас, луѓето, види ангел мој, херувим, серафим, лице в лице, ќе умреш, затоа што не можеш да видиш ангел и да останеш жив. Господ не рекол такви зборови. Туку што рекол преку Мојсеја? Човек не може мене да ме види, мене, Господ, не може да ме види и да остане жив. Затоа Маној се исплашил. Жената исто така го прифатила убедувањето дека лично Господ, во случајов Божиот син, ги посетил, а не некој создаден ангел. Бидејќи во 23 стих му вели, жената му рече, ако Господ сакаше да не умртви, да не убие, не би примил од раците наши жртва сепаленица и лебен принос. И не би ни го покажал сето она, а сега не би ни го открил ниту ова. Што други зборови, Господ не се плаши, нема да умреме, бидејќи Господ не ни ги каже овие работи за да умреме. Треба да родиме дете, не да умреме. Божјата цел, Божјата волја е веќе откриена. И тоа треба да биде една нова лекција за нас. Било што да се случи на патот по кој што одиме, творејќи ја Божјата, знаејќи ја Божјата волја однапред, било што да се случи што ќе сака да не обесхрабри, да не разочара, да не исплаши, да не се поколебаме, да се сетиме дека Господ не довел до тука, за да не остави сега на цедило и да умреме. Значи, Господ ќе си ја оствари својата намера со нас. А Божиот слуга, ако и треба да умреме, буквално, Божиот слуга однапред ќе го знае и тоа. Кога ќе му биде денот за да умре, и тоа нема да биде изненадување за него. Како што имаме многу такви случаеви, не само во библиска историја, и јас не познавам многу такви случаеви и ден денес. Да не споменувам имиња.
И последните два стиха, оние што многу ми се допаѓаат, 25-тиот посебно. И жената роди син и го нарече со името Самсон. Ова име и тука на македонски јазик и на англиски и некои други јазици потекнува од Септуагинтата, значи грчката верзија на името Сампсон со едно П плюс во средина. Еврејската верзија во масоретскиот текст гласи Шимшон или Шимшон или Шемшон. Постојат три верзии за значењето на ова име. Едната верзија вели дека името потекнува од еврејскиот збор Шемеш, именката за сонцето. Сонцето на еврејски Шемеш, што значи дека името, според името, наводно жената Маноица си го нарекла синот Сончко, како што мнозина велат сонце мое мило и така натаму. Но тоа е една верзија. Постои друга верзија според еврејскиот глагол шаман, што значи да уништиш, дека името значало уништувач и во смисол на истребител, терминатор. Но најверојатно најточна ќе биде онаа верзија што ја кажува самиот еврејски историчар Јосиф Флави од првиот век, дека името доаѓа од еден друг еврејски збор, мислам дека се изговараше шамен, што значи крупен, корпулентен. Значи, не дебел, но Самсон бил крупен. Значи, може да го замислиме како, што велат србите, даса човек. Значи, и висок, и многу мускулест, многу силен. Значи, импресионирал со својата појава. Во филмот што го гледавме со Борче за Самсона неодамна, таму го нарекуваат, филистеците го нарекуваат и еврејскиот снагатор. И така натаму. И детето растеше и Господ го благословуваше. И 25 стих ни вели, и Духот Господов почна да действува во него во Дановиот логор, помеѓу ова место Сараја, што го читавме на почетокот на главата, и Ештаол. Може да ги побарате овие две места на географската карта во западниот дел од Израел, помеѓу јудејските гори и Средоземното море. Каде што се наоѓа од Дан, значи каде што било Дановото племе, според територијата што му била дадена. Толку за денес. Имав намера да кажем и повеќе нешто, но тоа ќе го оставиме за следната сабота. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.